Им фалимдерит. Ви благодарам, почитувам председатели на собранието, почитувани колеги пратеници, почитувани граѓани. Пред нас го имаме предлог на законот за изменување и дополнување на законот за данокот на додадена вредност, со кој што предлагаме намалување на ДДВ-то за електрична енергија од 80 на 5% и за основните прехранбени производи од 5 на 0%. Овие измени и дополнувања изразуваат една правна, социјална добрина, затоа овој предлог на закон не е прашање на политички комитет, туку е ургентна работа. Дополнување изразува чувство на социјална правда и економска рационалност. Затоа овој предлог закон по скратена постапка не е прашање на политичка удобност, туку прашање на итност. Потребна е брза реакција од сите пратеници во ситуација во која секое одложување ќе значи финансиски товар врз семејствата. Имаме можност денеска да покажеме дека ова собрание знае и сака да работи во интерес на сите граѓани. Предложените намалување на ДДВ-то за струја и основните прехранбени производи представуваат системски одговор на скапотијата, која по секој изминат ден станува се потешка. Индексот на трошоците на живот во јануари е за 4,9% повисок во споредба со истиот месец минатата година, додека индексот на цените на мало бележат раст од 5,2%. Ова е реалност што граѓаните ја чувствуваат при секое одење во маркет, при секоја платена сметка за струја. Затоа замрзнувањето на цените на нивото од 1 февруари не е целосно решение, затоа што цените се зголемија, па се одлучи да се истите замрзнат. А за тоа што се случува во реалниот живот, зборува вредноста на потрошувачката кошница, која во февруари достигна 63.773 денари, што е зголемување за 521 денар за само еден месец. Денес, за да се задоволи основната потреба на едно семејство, треба да се издвојат 2,9 минимални плати, што е јасен показател дека просечниот граѓанин едва и врзува крај со крај. Ситуацијата со електричната енергија дополнително ги отежнува семејните буџети. Според последните податоци од Евростат, граѓаните на Северна Македонија плаќаат најскапа струја во регионот, со просечна цена од 6,08 денари за киловат час, и со тоа сме на врвот на листата. Почитувани, ние денеска не нудиме само техничка измена на даночната политика, туку суштински мерки што веднаш ќе имаат позитивен ефект врз секојдневниот живот на граѓаните. Намалувањето на ДДВ-то за електрична енергија ќе значи конкретно финансиско олеснување за над 600.000 домаќинства, кои во јануари мора да платат од 20 до 30% повисоки сметки за струја. Системскиот и институционален оптимизам на владата во делот на енергетиката, за жал, потврди. Нема нови енергетски капацитети, нема зголемено домашно производство, не се намалува ниту зависноста од увоз. Граѓаните се изложени на милоста и немилоста на увозните цени на струјата. Затоа и сметките растат. Поради што и овие измени и дополнувања се секако неопходни. Со нивното усвојување за сметка од 3.000 денари за струја, граѓаните ќе заштедат најмалку 400 денари месечно, а за сметка од 5.000 денари заштедата ќе изнесува околу 700 денари. Намалените трошоци за струја ќе значат и намалување на оперативните трошоци за производство на компаниите. Ќе имаме мултипликативен ефект на намалувањето на цените и на пошироката палета на производи и услуги. Инаку, оваа мерка е усогласена со толку озборуваните европски практики, каде што многу земји членки на Европската Унија веќе применуваат намалени стапки на ДДВ за електрична енергија. Со предлога за укинување на ДДВ-то за основните прехранбени производи, најголема корист ќе имаат домаќинствата со ниски примања, кои трошат најголем дел од своите приходи на храна. За нив секој денар значи многу. Наместо несоодветни и половични мерки, како што е замрзнувањето на маржите за категорија од
две групи на производи, ова решение ќе ги офати сите 238 групи на производи. Ќе имаме поевтинување на над 3000 основни прехранбени продукти, леб, брашно, млеко, јајца, шеќер, масло и секако многу други. Укинувањето на ДДВ-то не е нешто ново или радикално. Напротив, тоа е докажан пристап кој веќе се применува. Во Ирска, Малта, Велика Британија веќе имаат нулта стапка на ДДВ на основни животни потреби. И затоа, почитувани колеги и колешки, предложените измени и дополнување на Законот за данокот на додадена вредност не се за СДС, нит за нивните членови. Не е за власта, не е за опозицијата, тие се за граѓаните. А они, освен што некогаш гласаат за нас, секојдневно живеат и треба да преживуваат. Нивното усвојување денеска ќе значи секако пониски сметки за струја за граѓаните, поевтина храна и помала инфлација. Бидејќи измените на законот не се големи, согласно член 175, член алинеја 1 од деловникот, и причина што не се работи за обен закон, се предлага овој закон да се донесе по скратена постапка. Благодарам.